Здраво другари, здраво криптореволуција. Денеска комшиите ме посетија, вика, брат, сеќаваш се, вика, ти, вика, македонците, вика, најинформирани луѓе. Тука пред 8 години, вика, што ни збореше, вика, за овие работи. Ко ми текна, викам, госпоđа, комшика и комши, викам, што ви зборев? Викам, за таа кометата што ќе дојде скаут. Значи, првата комета што упадна беше името што го ставија по, кажи го, првото име што го ставија беше, како беше муха или не знам точно да го кажем, а уствари на превод значи скаут. И сега втората што иде, брат, никој не збора, брат, у Македонија, брат, ќе се смеа да кажеш на таа тема. Луѓе во Америка кога станеш, сите зборат за таа комета. Чека, во него припремав. Другари, јас се извинувам, не ми се беше она дело. Значи, моментално Америка кога ќе станеш, бомбандирате со информации, другари, government shutdown. Трамп денеска итно се качува евакуација у негови авион, не кажаа баш за дронове, али гледаш што е најинтересно, другари. И сега некој рече, брат, што има врска во со групата, па другари, ако нешто иде до краја на месецот. Две опции: комета, па опасност, значи па може да има драми у маркето. Ако пробат да разнесат со нуклеарки, знаете, комета од 5,5 км или колку е, не е, братче, баш да се разнесе и нели може да паднат некои делови тука, ако не се пресмета точната, нели, кажи го и македонски јазик се забрив, човече, точната, где забрив на македонски како се вика, патеката која е на трасата на ваквото, кажи го, на самите тие остатоци. Значи, што е интересно, другари, у Македонија, Балканов, вртам, ништо нема за тоа, брат. У Америка моментално сите богаташи купуваат храна, купуваат вода, купуваат батерии најразлични и се вооружуваат. Уште поголемите богаташи пунат и бункерите, што веќе ги изградија, пунат комплетно најсовремени бункери. Значи, пунат фул бункери. Богаташите у Америка, гајле ги е дали ќе се смеете, они, другари, тука многу сериозно ја сваќаат таа работа. Не дај Боже, нели, торнадо, урагани, закана за нуклеарни напади, па некои бродови се, мислам, некои, кажи го, дронови се појавиле, еве, за баш ја ги пратам тие работи, и имаме еден другар што ми кажува информации. Баш дроновите кога почнаа да литат над Европа, одеднашка, другари, американците улегнат у бункерот, 2-3 дена, 10 дена ќе посеат, не е проблем, разбираш. Конзервирана храна да јадат, не е проблем, тие бункери не се како нас шупата доле за време на Југославија. Иначе да знаете, у Македонија на времето дедо ми има изграден еден. Нема да кажам локацијата, бил сум, па може да ви кажам, за време Југославија е изграден страшен бункер. Страшен, брат, мило ми е дека е многу блиску. Кога се отиде у Македонија и знам како се улава у него, не може да ми каже дека е нелегално, не знам моментално клучу кое е, знам како се улава, дефинитивно нуклеарен удар може да издржи, дефинитивно има за производство на струја, рачно, нели, да вртиш да произведе струја, има гробница унатре, со песок, нели, ако не дай Боже некој почине да не се расшират, нели, болести, има соодветно направен многу јак како саркофаг дел, кажи го, со земја, и тоа тело може да се стае таму. Има доста современи за Југославија тоалетни. Има полски креветли, кој се вика овие војните кревети што се има доста за, мислам дека за сите скоро станари има. Има многу современ систем за вентилација кој што ја на прв пат кога видов бев шокиран дека у тоа време ја го имам видено, значи јас сум 41, ја го имам видено пред, може да ви кажам, пред 30 години сигурно. Значи пред 3 кога сум бил там 10-11 години, имам го видено, бев шокиран од системот за ово 30 минути ќе од ово видео. Значи бев шокиран кога видов тај систем на вентилација дека го има, разбираш, у времето на Југославија. Југославија не е банана држава како што си мислите. Југославија, мислам дека копнено кој да ги нападнеше кога беме здружени, тешка работа да не освоje, по принцип на дека кога бев 2003 у војската, ја отприлика знаев, за време на Југославија има изградено у Македонија многу современи бункери. Неколку се оперативни, другите се запоставени
за жал државата не е на тај левел, немаме ние антички менталитет македонци за да ги обноват тие работи, поради тоа што таа мала елита знае дека имат оперативни бункери и само за нив, себешто ние ќе мреме, ама ја па си знам дека има. Исто знам дека има тунели нискочени кои што исто може да се употребат и би ги споделил ако не дај Боже нешто се десе. Знам например и од скривницата кој зид имаш, до душа мапата е изгубена некој од нашите тамо, мислам дека ја земали си ја или ја скина. Лекарствата више се ептен со истечен такво, не знам дали постојат. Еден од комшиите знам дека украде големите резервоари што беа за вода, збореме за сериозни резервоари за вода, кој што можеше минимум за да се собере вода за, ако е да речеме фул бункеро, можеше се собере вода, ако нели се стварно практикува со ред, можеше да се земе да се преживее минимум 3 до 5 месеци. 3 до 5 месеци. Големи резервоари беа и мислам дека тие ги украдеа уште тоа време. Типо, ако не се лажам, беше едениот пожарникар, другиот беше не се сеќавам што работеше најскоро, ама знам двајца кои се, кој нели за кој се збореше дека се. И еден што е само на шпекулации, кој што деме ги продел за ракија, знаете малото мора да има такви мобети, али може да се улезе у трага да се најде кој се. Баш кога ќе се врнам во Македонија, сакам да го посетам, баш ќе тражам да видам дали се одржува и ќе инсистирам да ме стават главен на тај дел и да го спремам и клучот да биде у мене. Не верувате, супер седете си дома на балконо, не цигаретото, кафето, ја да имам клуч. Дедо ми го има лично градено, еден од најјаките, пошто тоа време нели за да се градат на одредени локации бункери, ако има збирно население, нели да не се куки, да се нели стамбени објекти, ако се многу, у тоа време требаше да има скривници, значи сите згради укочени. Не знам за Македонија, ама сите згради укочени имат скривници и се тајно поврзани со тунели за да може да се пребега, многу јак систем. Тајно се поврзани, тај зид имаше, ние мапата што ја недовме имаше X и се чудевме што значи таа X, али батко ви играе Том Райдер уште тоа време, викам другари тоа се буте, че лудаците имаше и копач. Замисли, има нели за мртовечница има лопата. Ама зашо копач има? Што ги копаме? Бетоно, тоа армиран бетон, вие не сте видели таква градба, човече. Вратата, дедо ми што ја ставил, кој што беше граначалник Тодосија Пунов, Бог да го прости, единствениот граначалник што ден денеска никој не го е поминал, се што гледате укочени патишта, болници, полиција и пожарни, све има помогнано, има одделено од неговиот джеб од буџетот за да се изгради, значи дедо ми го е да не беше дедо ми, фактички укалки газија тие у селото откочени, а едва и кажувал сум подкаст, едва и татко ми издействува главната Теодосија Пунов да се вика улицата од крај на градот. Дури татко ми беше одел да се тепа у општината со советниците, не сака да го носи името, замислете си, никеја ни споменик да се изграде за типо кој што изградил најсовремени работи кои што ден денеска се наоѓаат како болницата, разбираш, и има такви удбаши комуњари, сега да не ја вртам, разбираш, и у политика, али морам да го кажам. У стилу беше као демек, ама и ние собиравме пари за тие работи се изграда. Па да, дедо ми ве организира, како ја денеска слично, да организирал ве да собирате пари плюс од него, плюс од општината, плюс од буџето, за да се изграде. Кочанската болница, иначе у принцип, еве постарите кои се биле, например, кога излезете на горниот спрат има не типично за другите болници, ја дека сум бил нели по други држави, не типично, па и у Америка има голем балкон. Што значи тоа? Дека уште у тоа време се знаеле дека болните треба да имат пристап до сонце и да се изнасат на витамин D. Огромен балкон има тоа. И сите македонски болници, дури приватни, совети давам, вас луѓе за уште да ви биде профитабилна болницата и лековита, ви треба многу голем балкон. Значи тај не смее болниот да леже унатре, треба да биде изложен на сонце у теко на времето, у теко на дено, колку нели може соодветно да издржи. Мислам, јачината на сонцето не треба да е јако. Тарасата, балкона на која е поставена Кочанската болница, лично сам истражувал и имам инфо,
И со војни луѓе што разбират што имат 2 грама мозок, ми имат кажано дека траекторијата е баш дека у најкорисните нели овоа може здрави кога имам укочени баш да излезам да видам дали постои уште тај балкон, сигурно постои, не верувам да е рушено. Не верувам да е изменето нешто, кочката болница не е ништо пипнана. Знам јас сум еден од тие што финансира за детското оделение и потекна и други, поздрав до Ана. Ана, мислам, нели собираше, али и други луѓе добија инспирација да донират, некои луѓе сигурно и повеќе од мене пари се донирале. Проектот мислам дека не се заврши, поради там некој си локален директор нешто, не се имплементираа сите работи и ја престанав да донирам и гледам дека парите дека одат работите не. Парите и завршувато материјали, усвеам материјалите си стоат ходнико. И не се реновира. Баш кога идам, баш сакам да видам тие материјали што се купени, тај под за тоа детско оделение или за породилно што беше плюс. Сакам да видам за што стојат и сакам да ги прашам тие директори. Али тоа е друго 20, да не ја носиме нели у политички тука ово. Мобето е многу јако и плюс други македонци ме прашаа. Значи луѓе ово е припрема тест, сега страме ја кажав дека у моите првичните најдобрите канали што ги избришаа, мобето беше дека ја не сакам да бидам у Америка 2025. Ние сме 2025. Ја не сакав да извадам пасош од Северна Македонија. И сега не можам ни да извадам уопште, чекам обичен лист за да можам да напуштам ово, чекам од Homeland Security, државна безбедност да ми каже, окей, тај ден ќе дојдеме те земе и тоа не се на аеродромот треба да напуштиш Америка. И не сум затвореник, како што не рече брат, да не те затвори дома, не сум, гледате овам на плажа. Не сум затвореник, значи, да, тај Црногорец го апсија, да, и 37 страви, и повеќе мислам дека су апсени. Македонци немам информација до сега, ниту еден не е уапсен, имат доста, имат ја напуштено од Флорида, од Нью Йорк, од Джерси, од Чикаго, имат ја напуштено. Ово, тие што се дојделе, па и истечело, па имат ја напуштено, другите се моментално чекат да земат документи, окей се, не сум чул некој, ако има некоја информација, нека пише коментар или природна порука. Немам чуј на македонци да се пишени за self-deportation, значи, случајно пред некој ден сретнав еден македонец на плажата, кој што да се надеваме имал девојка ќе се жене и да остане, иначе совет давам на сите кои што немате девојки или не планирате да се жените, не пуштете Америка, Трамп не се играе. Сериозен рестарт следува. Мобето е, другари, гледаш, мора да трае тие видеа 30 минути за кога одем у вај стил. Многу е битен, пошто сакам да има доказ, брат, дека некој размислувал новија теми. Другари, ние сме у биткоин сектор и тај биткоин, другари, влијае, може да се сруши дури на опасност од комета, во земјани, значи у Америка не се докажав, има припрема, гледате новија на клучни точки, дека има војни бази, дека има, нели, дека може да се случат војни, стратешки точки тука на кај Русија. Овај дел, ако знаете, не е за Фраканција, тука има поморска флота, нуклеарни подморници. Прво нешто, например, НАТО и Европа ако нападне, не е тај дел на Русија, тука е тука, видете кој дел се наоѓа тука луѓе. Сега не можам да зумирам, пошто ќе ми го блокират каналот. Сегаш кога ќе почнам за Русија да брмлам или да покажам на мапата, се дешава да ми однема 2-3 минути од YouTube видеото, ми е преку глава. Тука на мапа не е обележено, ќе видите кој дел е тука, Белорусија, Полска. Ќе видите кој дел е, значи тај дел е дел од Русија, таму луѓе има најсовремени оружја и чуда. И сега овие баш околу тај дел се појавуваат тие, да речеме, дронови, кои што тие дронови не може да бидат пресретнати, овие нели плачат од НАТО и од Европа дека се руски дронови, брат, која е логиката на руски дронови? Тоа се непознат тип на дронови, тоест на технологија или првиот тест фаза, која што другари, ако дојдат да речеме тие они што планираат тај лажен напад, тие сигурно нема да тргуваат у злато и у сребро, они брат на тие планети ако има толку нели напредна технологија. Јас знам што се, ама сега ќе се правам луд додека не го направам тај нели подкаст на мистерија да кажам што е уствари тоа, не се земјани дефинитивно. Да знаете, али еве ќе глумам лудело сега као почетник тука за вас, да речеме нели иде тај метеор е голем како идеме некој се фантазира дека е тај стил, али не е. Значи, формата му е како ово чудо и уствари унатре е шуплив. Значи, што значи, ако не е возможно да постои метеор што е шуплив. 5 или 5,5 километри, 38.000 трилиони е тежината.
Брат, 38 трилиони е тежината. Америка дужи баш околу 34, мислам некако многу бројките се поклапат тука или филозофија лупам. Баш шуплив, окей метор, нели, патеката на движењето, чека да се докажам, значи, уствари он е шуплив. Брат, шупливо може да биде само напредно вонземско тело кое што може да се складираат други леталици. Он се крше пред некое време на помали делови, што е типично, нели, за метор, ако се доближи до сонцето, крше се на неколку делови и тие делови не со гореа, мислам, таа не може ни да се горат, што лупам ја, не е дојдел до земјата, не се ептено далечија, туку патуват типично, например, он е тука, да речеме, и они баш одржуваат, значи помали такво треба или да се побрзи или поспори, да речеме, они одржуваат иста, кажи го, брзина со типичното тело, тоа е невозможно. Не е возможно метор да се скрше на помалки делови неколку и типично да земе формација. Значи не може да земе формација. Тоа ме плаше по теоријата на заговор одам, значи сега да не ме верувате другари, по теоријата на заговор открив за Путин. За Кина колку ќе стане напредна. Путин уште жив, брат, јас сум 40 година, брат. 22 години зборам Путин. Моите пријатели, другари, Путин нема да постои. Путин, брат, сите ги смени. Уште е тука. Путин го погодив, БРИКС ја погодив, блокчейн, Етериум, Кардано, биткоин. Кина, дека ќе стигне, кажувавме, инсекти нема да јадат, брат, ќе умрат за леп. Брат, кучиња и инсекти вика јаето Македонија што вака, другари. Како што гледам како се одвијат работите. Чудото е шупливо. Значи чудото има нешто натре. Не е трилиони, моја грешка, 33 билиони, 33 милиарди тони, тоа трилиони многу идов ја. Понесеме тај големи објект што го видов, значи 33 билиони. Тука е грешката моја. 33 е кој знак? Масонски. Како е баш 33? Зашо не 38, 34, брат? Моја грешка, ја мислев дека 33 вик. Како е, брат, баш 33? Како баш таа бројка? Зашо не 34? Зашо не 36? Зашо баш 33? Се тај 33, брат. Што сака да кажат, брат? Пораката е... Другари, НАСА ја дава оваа слика. Значи, ние можеме да сликаме со Хабл, Мабл, Хабл литнаја расипасе, да, утре са бајле, можеме да сликаме еден куп објекти, ама баш ово не можеме да зумираме да видиме дали е, нели да видиме да зумира, да видиме дека е комета, метеор, што сака нека е и да го видиме и да мирно да спиеме. Зашко баш сега, братче? Идеме тука government shutdown. Што значи government shutdown? Баш сега 88, ако не се лажам, проценти од НАСА се пратени дома на неплатено. У овај момент кога ние не знаеме што иде нешто од 5.500 километри, 5500 километри, иде нешто и сега баш government shutdown. Окей, government shutdown, ама дај НАСА нека се седат там у канцеларијата да снимат да видиме што е, другари. Да видиме што е. Како ние немаме телескопи да се снимат, да знаеме? Зашо се мора да биде на предпоставка теории и драми? Зашо се мора да ги плашат луѓето да купуват тука? Тоалет немаше првиот пат кога надеја. Тоалет и вода не може да се купи, брат, у Сиетл. Сиетл, дечките се спремни. Дечките, например, си се... Првото НЛО појавено, луѓе над Маунт Рейнер, ја дека живеем, од моите тука, од балкона се гледа. Значи, првото НЛО на светско ниво е над Маунт Рейнер. Пишете на Google, ја имам правено овакво. Сега лошо не спремно, значи како полумесечина е тука на Маунт Рейнер, точно на тај вулкан, вулканот активен. Ние имаме 3 активни вулкани и како и да е 88% од овие се пратени дома, а е оставена една мала група на луѓе чисто нели там да онадува, да гледува. Што е многу чудно, многу интересно баш сега. Не може да почекат, брат, да помине, да се сложни Трамп, да речем, и екипата, да почекат да видиме шо е. Јас извинувам, шеден сум. Интересно ми е, другари, биткоин како ќе реагира на овие информации. Значи, на првиот пат, кога се појави она првата, имаше мала драма. Али ово сега што иде многу поголемо, оно беше скаут, ово е огромно чудо. Замислете си, 5,5 километри е скоро како Манхетен. Замислете си, брат,
И секогаш оно е интересно филмите, нели, бродовите над Мехетен, значи да покажат големината. Стивен Спилберг не знам кога треба да пуште исто филм многу як со вонземјани, баш се поклопува, не знам дали, мислам дека сега треба да е на краја на годината, мислам дека е. Аватар исто треба да биде декември, ако не се лажам, повоениот дел од Аватар. Али интересно ми е луѓе како ќе реагира биткоин, ми е интересно. Еве да речеме дека е комета, дека се заканува, интересно ми е како ќе реагира биткоин, е битно за тоа што да речеме таа комета, нели, да се скршат делови да паднат на планетата, да видам народот, интересираме населението како ќе реагира, ама мислам дека биткоин и да крашне, да речеме, до 90.000, многу побрзо ќе се оправе отколку Wall Street, затоа што биткоин, неговата оперативна мрежа, е преку сите компјутери, мобилни телефони низ цел свет, сите тие машини што се копат, додека Wall Street е, братче, берзата е на Wall Street. Там се серверите. Иако бил сум лично со камион од 30.000 паунди што собира 13 палети, сум носил технологија, носил сум конзервирана храна и чуда, целиот камион сум кажувал, замисли цел камион, брат, Исузу, што улаваме у огромен лифт и нема прозори, значи врта се, значи замислете се улаваме ние у лифтов, врта се целиот камион и спаѓаме доста време се задржаме, не знам колку, значи мислам дека е тоа намерно држат неутрално време да не се знае нели лифтот дали се движи и колку време се движи, за да не можеш да процениш, многу јак лифт е направен, замисли тај лифт е изграден пред многу одамна, човече. Може колку пред 50 години, не знам, лупам. Ама изграден е многу одамна. Уствари, лифтовите кои што се направени, ако се сеќирате за Wall Street, за луѓето, у случај да речеме напад на воземјани, на нуклеарка, на Путин, да речеме на метеор, нешто, на вулкани, сакам да кажем, на некоја непогода, од Wall Street бракета ќе се спасат тичи да не се сеќирате со нив, затоа што дизајнирани се лифтовите да спаднат директно доле, многу брзо може да спаднат доле у тие објекти, јас што ги видов. Под Мехетен е огромни тунели, огромни бази кои што имат храна за години. Ја лично имам однесено камиони храна под Wall Street, таму има чудо од храна, конзервирана чудо, секој година ја менуват, нели? Не секој година, мислам, на секој, зависно колку е блиску, имат сигурно систем, да речеме, еве таа конзерва да е 5 години, да речеме и цел време различни конзерви се складират, различна храна е направена, системот е направен, не е наеднаш да треба да се сменат, па ако се деси нешто, па знаеш, они као не може да го сменат, туку буквално секој месец, да речеме, се менува нешто, многу јак систем, јас што мислам, што претпоставувам дека е логично и ја би го направил тоа така, да речеме, ако да речеме целата храна са напунили у еден ден и со иста дата да е, тоа е, брат, треба да се мороне американците ако се го направили тоа, пошто замислете се ако исто време се расипе целата храна, која е логиката. Например, ја тоа сум го правил војската, момент тие луѓето ме гледат кај нас така, викат си, брат, ти од која планета си, ние на крај памет не ни текна тоа, па ненормално луѓе, вие никош не сте играли гейминг, Лара Крофт, никош не сте играле за мозгање игри, никош не сте играле стратегии, нормално. Мозокот да не ви работи, разбираш, вие сте партиска војска кој што таму спиевте само и ги спиевте и уопште ништо не се правеше македонската армија, колку имав мерак, брат, да имам таму да научам работи, тренизи, нели тука да станеш Рамбо, ама ништо не видов там собираш пикаци, чистиш пушки, со метли се групираш, возиш БТР, тоест кантата, контењерот е БТР, цело време снајперски оган од негде залегнуваме таму, трњата, пунеш се трња, камења ми имат вадена со пицета од тука. Значи, кондурите што ги носив во македонската армија, ден денеска ми ги имат оштетено, ако рече некој што се дел за Македонија, петите сам ги дадел, брат. Ден денеска на криво газам на патиките и за тоа што ми даде од 95-та година чизми, замислете се, ја бев 2003-та бев у армијата, од 95-та чизмите ми ги дадеа, значи замислете се колку луѓе ги носат, колку е поправено, петите беа излижени у таков агол што добро е што не стана воземјанин со расширени нози, брат. Страшна работа, страшно. У нормална држава да слободам ја би ја тужил државата, армијата би ја тужил да тражам оштета за те ден денеска да земам да ви снимам, да имам 5 пара патики, мора да носам различни. Сега го подоправив проблемот сум кажал, али правично ми беше од војската страшен проблем. Значи како одев за еден месец до тај степен ја излижував патиката што морав да ги фрнам. Тоа беше нефункционално на косо газев. Чи задната пета ја лижев скрос. Тоа ти е армијата на Македонија.
Сега души имам соберено доста добра информација, ти бев пред кабинетот на Трајковски. Така да знам дека имаме сега не можем да кажеме еден дел за председателот е 100% безбеден. Посебно ако е у собранието, доста е безбеден. Ако е и у Охрид, сега да не кажам дека у Охрид, нели има там една вила, доста е обезбедена, там не може да припаре ништо. Проба нели со дронови нешто, да му се заканат на Ѓорги Иванов у тоа време, што типо се исплаши, а не требаше да се исплаши. Значи, НАТО со дето беше еден офицер таму, се шеташе по плажата, па му дигнаа дрон. Али не знам зашо се исплаши, таа е доста безбедни објекти имаме што се изградени. Таа вила мислам дека за време Југославија е изградено, пошто има таква гаража, чуда, има специјалци, чуват, многу е добро, многу. Имаме Македонија ние за време Југославија работи, да се надевам дека уште ги одржуват, тоа беше 2003 кога нели Македонија функционираше како држава. Сега мислам до тај степен дека сме одделе. Има и резервати ловни што има, сериозни скривници, све, ама тоа е за елитите, другари, не е за вас. Така да не е лошо да си проверете кои живеете у згради, што имате долу подрумите. Не е лошо да си складирате храна, батерии и чуде конзерви, треба да почнете да се учите на овие работи. Мене ово ми е, сакам да го имам, пошто неам кој сака, ја ќе напишам горе да не го гледа, морам на каналот да се надевам дека YouTube нема да ми го блокират, морам да дадам овакво, кажи го, да дадам оваква аналитика, да има оти, брат, ово иде на крај на месец. Ја уште не можов за жал у Македонија да дојдам. Нема да постират и да одговарат, што ја мислам по правило, по теорија на заговор треба да е прва тест фаза. Као демек идат вонземјани, а ќе дојде само комета. 2035 откако ќе имплементират 6G, Digital ID, кога ќе имплементират full crypto, full blockchain, седе дигитално, нели, да нема бегање тука кешмер злато. 2035 треба стварно да го има тај лажниот напад за една светска влада, да се обединиме. И тогај ќе исклучат нас и ние ќе викаме да, исто како ово, и тогај ќе биде стварниот напад, разбирате ли? Да се надевам дека по теорија на заговор е така. Сега зашо ово се извртопери, се забрзува, не ми е јасно, брато. Тоа стана тај проект, ако знаете, видете дека е, да не филозофирам многу, мислам дека не е довршен фул. Исто на Трамп Project Stargate, колку беше 600 милиарди, мислам почнате, ама не е нешто, не ми е јасно, не може да го направат без тај Stargate, проектот на Трамп и на Елон Маск што се радуваше на него, е вечката интелигенција да има, да речеме, делумно, као неограничен извор на енергија и да... Зашто нема други слики? Да има неограничен извор на енергија, брат, другите слики ми се избришени. Да има неограничен извор на енергија и фактички да речеме тогај да може да го направи тај лажен Project Bluebeam напад, нели за вештите интелигенција ќе треба тие холограми и чуда, ќе треба тај дел и тогај финално ќе биде тестиран биткоин блокчейн, за тоа го тупам. Биткоин блокчейн, таа технологија да покажат гледате кешо не го бива, златото не го бива. Значи вие со тај телефон криптиран може од секаде да се уклучите, на соларни панели можете да го пунете телефоно, може да го користите како радио врска со биткоин и да нема интернет, да знаете, може да има трансакции. Биткоин може да има трансакции, може да се употребува и ако нема интернет, да знаете, запомнете го тоа. Значи биткоин е баш спремен за овакви работи, ако дојдат нели тие, за мене се нешто друго, не се муземјани, да има комуникација, да има трговија, сигурно нема да биде у кеш. Ретки метали би земале, али другари, најбитно е за нив е оваа слика ми добива инспирација. Ја би ја направил и маичка. Ние шо би кажале друго, брат, политика сме катастрофа, соживот сме катастрофа, мислам соживот сите тие племиња и нации и се што го имаме меѓу нас на цела планета е катастрофа. Чи брат, едино ово, стварно биткоин и блокчейн може да се пофалиме од тие со помош на вечешката интелигенција, кои што можно и они да се пуштиле нели информации за да се изграде, за да може да се на тај левел да комуницират. Ја го гледам тоа чудо и другари баш сакам да видам како ќе реагира биткоин и крипто на комети, на закани од вонземјани, на закани од дронови што се литат над клучни нуклеарни
бази, значи сакам да видам, до сега биткоин се многу држе, сакам да видам овие 3 месеци се стварно многу те сваза, па баш и сме у бул маркетот, сакам да видам како. Друго, другари, Венецуела, ово е сериозно веќе тука, сериозно е веќе колку е распоредено, значи ово е многу. Мене ми е чудно зашо да не е само удари на клучни инфраструктури. Мене ми е чудно да Трамп оде комплетно, значи изгледа му е преку глава. Значи имаш 10.000 трупи има у регионо, 12 Navy ships има BPS-2 бомбери, Special Forces под near Trinidad and Tobago, тие специјалци се едни од најаките таму, може да се Team SEAL 6, AC-130J Ghost Rider gunship deployed, AC-130J Ghost Rider gunship deployed, Ghost Rider таа, ако не се лажем, е многу зеван тај Hercules, ако не е авионо. Additional ships arrived in следи команда, кои се други. Многу има чуда имплементација. Мене ми е чудно да оде на комплетна destruction и да комплетно Венецуела днешка за секојаш да става под контрола. Пошто ово не ми гледа само на промена на режим, ово ми изгледа и на чистка и на целиот воен режим таму. Нешто многу е ово, другари. Многу е. Ово има и тренинзи, и вежби. Најискрено изгледа до големата ќе ја карат, или е само блеф да покажат на тие генералите за да го сменат ова и па да си стават невен папет. Многу е ова. Трамп, кој што е тип што не сака војни, да има и копнена инвазија, нели, у копнена инвазија колку и да си добар другар, там има жртви, кои што не дај Боже да има амерички жртви војници, ќе го изјадат жив овие тука лудите што протестират. Напредни дронови има Америка, напредни технологии за копнена инвазија ми е доста чудно. Доста е снайперисти, амерички снайперисти се science fiction, мислам има типови, тип забрив ко се викаше, има пузено 3 дена за да стигне до метата, ми има 3 дена, значи таму да не лупам сега сантим по сантим да пузиш брати да елиминираш, тоа на светско ниво, ја немам читано за друг снайпер. Може русите да имат такво нешто, но не сум го читал. Американците имат сериозен тренинг, другари. Сериозен тренинг имат. Сериозен воен тренинг имат и не знам. Еве го стигнат овие изванземни воземјани, чуда, ја би поклонил една мајечка оваква, разбираш, да да не се секират, да си купат и они. Може, а знаете ли што е најинтересно? Брат, зашо ми се избришува тоа, брат? Мојата игра како се вика? Стар Атлас. Кометата? Атлас. Најпознатата америчка игра што ја развиват, американска компанија, е Атлас. Еден од нивните големите бродови $5 милиона броте и го купија. Дај сега ли не деда за главе страната, брат. Другари, вебсајтот за глава, пошто многу народ има, значи гледај што е најинтересно, брат. Едната предпоставка бродот дека е таков, едната дека е таков. И баш Стар Атлас го имат тај брод, брат, што изгледа слично на тоа што иде, брат. Мислам клас Titan, $5 милиона и тај го имат купено. Па заглави ова, брат. Многу луѓе се, брат, че дремат на ово и не можем да го отворам брод.
Другари, не е до ово, значи до мојот компјутер е заглавив се живо. Значи, гледајте го бродчето, другари. 5 милиона долари и више е купено. Значи, некој од америчката армија купи брод од 5 милиона долари од Стар Атлас играта за да тренират нешто да прават. Брат, ово па за чудо личи точно како тоа што ни се доближува со помали такво, мислам, премногу случајности и не се случајности, 5 милиона долари бродови, 5 милиона долари е бродо, лупам ли, не ли лупам, ќе покаже брат, че ќе видиме што ќе стигне, дали е комета, дали не е, моја да си направам ја аналитиката, само премногу случајности и не се случајности, што ми е многу чудно, брат, како е можно истиот шейп да иде на кај планетата и играта се вика Атлас, Стар Атлас. Тоа што иде кометата се вика исто Атлас, само 3, нели, и Атлас. Многу интересно, премногу случајности, јас сум теоретичар, мене да се надевам дека ќе стигне во земјаните, ќе почне да играат играта, лупам. Значи, таман да купат некој ово, многу падна токено, да се надевам дека ќе купат нешто за да качат цената и тоа име ми одговара баш како се го измислиле. Зафркавам с другари, или па не зафркавам, не знам. Трупајте технологија, ово Стар Атлас дава полис тешка работа да заглаве, али секој да знаете, може до 2300, може 2035 ќе се развие играта. Ќе се пукаме со бракета горе, значи гледајте да си напукате технологија и да видиме дали нешто друго има. Друго, помалку ќе си имате сега такви преваранти. Значи, посебно Америка, на Coinbase тие што праќаат такви пораки со скем, со чуда што ги крадеа парите. Конечно Европол, мислам, Европол, конечно брат тие да почнат да работат нешто и да уапсат 49 милиони фейк акаунти, брат. 49 милиони фейк акаунти, луѓе, гледај шо ово, брат. Не може да зголемам, нели, да не ми го цензурират видеото. Гледаво е сервери, чуда, другари. Значи, текст пораки стигнуваат со измами, овие имат измамено многу луѓе на Балканот и Европа и у Америка, да знаете. Значи, многу софтицирана опрема, со вешка интелигенција и таргетират луѓе што имат поголеми конта. Многу луѓе, ја имам ишто другарко што заедно се возиме, замислете си, стигна му порака, дури му се јавија да му кажа дека итно на Coinbase треба да си го смени пасвордот, среќа што беше со мене, па ја му викам брат, што ти на тебе, ти Coinbase никош нема да ти тражат да си смениш пасвордот и типо се гледаше дека од некоја канцеларија од соба, дека се слушаше галама брат, кои од Coinbase имат, јас сам бил специјални канцеларии, имат американците кои што има reduction noise, нема се слуша како 5000 души се дерат од позадината и си на кастомер што има $1.400.000 на портфолио. Мојот другар имаше $1.400.000 у портфолио, разбираш, и пари на Coinbase, може или милион или мање битно, милион или 1.400.000 и му се јавија да си сменил пасвордот. Ало бе, човече. Среќа што бев со него, уште не е честил. Ама не е проблем. Другаре, ово е брутална слика, мислам дека е малку претеруват. Кој разбира англиски, само нема да читам. Стар Атлас има, другари, има вакво, кажи го, има че да тргна музиката да не ме блокнат. Другари, интересно е, у Gamescom Азија Стар Атлас има доста фанови. Доста фанови има Стар Атлас, тоа ми се свиѓа. Азијатите се одсекаш повише биле за овие игри. Некој ми праша дали е вештачка интелигенција, брат. Не ми личеше на... Не е вештачка интелигенција, типовите се, тие се маските, разбираш и. Не е вештачка интелигенција. Ово малку тука така ми е интересно, ама не. Не верувам да е вештачка, не е вештачка интелигенција. Друго, другари, еви за биткоин и сайдерски информации што се праве. Ово е многу јака стратегија, нели? Треба и на мајчка да си имате, треба да си испринтате и дома да си имате пред компјутер. Ова е многу јака слика, ја би си ја урамил дома.
Овие се утепаа принтајки, ама добра ќе купуват. 100 милиарди улезеа за 10 сата у крипто, што е добро. Чекай, дека ми е едно од гледа, нема го тоа. Нема го, брат заглави па. Еден од моите омилени канали, гледаш, скоро се го избришале. Те го јад Beyond the Horizon, да знаете луѓе, Star Atlas го изгуби. Не е на Star Atlas, ама Star Atlas го изгуби дефинитивно најдобриот тип креатор, што најдобрите видеа, ја на секој нов Star Atlas што упаѓаш и му го покажав тоа, го покажав, имам го и кај мене на секое го имам, на секое сега треба да го тргнам. За жал на секое, под секое видео го имав, гледате го, дека е. Beyond the Horizon, чедам дали што ќе се појави. Гледате, жално на брато му го комплетно блокира каналот, замислете си само за тоа што беше пуштал музика, на син му целиот проект, што имаше измислен, му го избришаа, и лошо е што не ги е зачувал видеото, мислам како што го разбрав. Целиот YouTube канал со најаките видеа од Star Atlas, што многу пари има уложено исто, опрема и се, добро, опремата му стоја, али никош не успеа како мене, што уложил пари за канал да го држи, никош не успеа да 30 минути ли брмлеме. Никош не успеа да си ги избие парите, енос требеше 2300-2035 да си ги избие парите кога ќе почнат да упаѓат нели јаки играчи на Star Atlas, кога ќе народот сване што е Star Atlas да речеме, и фактички он ќе ги имаше на готово тие видеа како да се играе Sage Labs, трките, како се купува кру, никој беме заглавиле, ја од него да знам како се месте за да купиш Legendary кру, дури ја го бев испуштил тоа, или го бев видел па многу брзо забравам, short memory, што да правиш, милиарда работи ми се вртат низ главата. Гледаш, само ја мислам што еде, друг никој не мисли. Никој не мисли што еде, метор ли е, воземјани ли е, гали ги е, не знаат како ќе делува на биткоин, уопште ништо не ги интересира. Сега ќе речете ова е лудио, гледај што зборе. Ја бев луд, ама секој ден у Америка, у Конгресу се зборе за воземјани, другари, за летачки чини и за чуда. У Македонија се зборе само политика, кафе, шеми само се оговарат. Тука више се зборе за тие работи. Така да смети се, не се смети, ќе ви доја кало. И кога ја кажав, не се воземјани, нешто друго е, многу по едноставно и лесно, само народот не е на тај левел не е на тај духовен левел за да разбере што е уствари тоа. И за жал можно е да ни се шета тука и физички, и сите ќе мислат дека со друга планета е многу по-страшно. Да се надевам дека успеам да направам канал да кажам пред да иде таа дигитална цензура, па да си ги симнете тие работи да си ги имате. Мобето е, брато изгуби многу јак канал, комплетно за Sage Labs објаснено имаше како се играе майнинг сектор, детално за бродовите, за екипаж, за карго, за мисии како се надуват, многу јак канал. Не знам, не ми е јасно америчка работа, тоа ме нервира кај американците. Кај брато како не ги е зачувал тие видеа за сега да направи нов канал и само да ги аплодира, не ми е јасно. У Америка барем за нив таквов брат хард диск е смешна сума на пари, типо ако не се лажам возеше нешто камиони или такви работи, булдожери, нешто има пари. Прво се позива. Гледате го зборам за воземјани, мозокот колку се концентрира мозокот за тие работи, не смеја да се прозева да мисле на кафе. Жално пак ќе кажам, затоа викам луѓе, многу малку луѓе дават поддршка, има многу јаки канали, ова и беше со дефинитивно најаките оваа информации и гледај YouTube што му направи. Па добро, 5 дена го цензурирај. Кажи му да избрише тоа, разбираш. Од монетарно нешто што има казни го, ама да му избришеш цел канал да му блокираш комплетно, брат, со години, 4 години колку имаше работа. Тоа од YouTube е не фер. Зашо пуштил некоја музика, па тие многу биле јаки таа музичари се пожалели. И шо она кога пушти, тај канал го гледат 300-400 луѓе, брат, едно видео. Сега да го гледале милион души да е профитирал нешто да му го избришат да ги блокирам на милион прегледи направил $6000, ајде да му го блокират или да му ги тражат парите. Читавам 200-300 луѓе, 400 го гледат тај луѓе, 500-600 го гледат.
Колку ќе направи? Ништо не е можел да направи ни $15 на еден месец од тај канал. $15. Он помал канал од мене што се вика беше. Ни $5 на месец не е можел да направи. И земаа блокиравам го комплетно. Значи, комплетна саботажа за самата Star Atlas игра, да може да кажем. Како другите не е блокирано. И Star Atlas, и Gala, и Illuvium, и The Sandbox, и која беше Big Time. Сите пуштат песни и чуда, брат, сам забележал. Никој не е блокиран. Брато го блокира. Star Atlas до сега е најблокирано, брат. Сериозно. Тоа е, другари, да се надевам дека оваа аналитика нема да ви е чудна. Значи, председател збори на таа тема, конгресмени, разузнавачи, цијаши зборат на таа тема. Најпознатите канали, Sunday Cool зборат на таа тема, History Channel зборе на тие теми, NASA зборе, братче, на тие теми, така да, другари, збирајте акъл, почнете да се информирате и секој имајте план А, Б, С, Д. Така да, чао, другари, и да се надевам дека ме го разберете видеото. Мада, не се докажав, биткоин и у најголемата криза и напади многу побрзо ќе се оправе со отколку злато, цена на злато, цена на сребро, вредност на кеш, некои уметнички дела или се, или ко се вика Wall Street и акции, многу побрзо ќе се оправе на цена отколку било кој друго средство за тргување. Така да, другари, чао, и морав да направиме ново вакво видео за да има доказ дека некој е мислил и новија теми. Чао.